Добре дојдовте во 2015 година. Ова се 5 минути со Чавес снимани пред 10 години. Емисијата ја чувавме по стари компјутери, како да знаевме дека ќе ни се најде. Да, се е исто, само njega нема. Уствари се појави и тој, бизнисменот од Дубај, а тука е и неговата екипа од СДСМ. Демек, повторно ќе пукале бомби во 2025 година. Тик-так, тик-так, тик-так. Зоран Заев го прекина одморот во Дубај за да кажува шегички на Фејсбук. Во стилот на итрецот од македонски приказни ја нарекува државата Македонија. Демек Македонија била полноправна членка на НАТО. Да си пукнеш. Откако беше црпнат од нивата во Муртино да го смени името, сега државата не ја нарекува Северна, туку само Македонија. Откако со рачето на срце и блажена насмевка, кој стигна му честитаа дека конечно најдоа некој што ќе им ја заврши работата, почнаа да паѓаат и тие. На сите им отпеа. Да, уапсена е пријателката на Заев Федерика Могерини. Се сеќавате која беше таа? Оваа италијанска плавуша направила корупција од 600.000 евра како ректор на некој универзитет во Брисел, кој си правел ала швериш тендер со оние од ЕУ. Истата таа Могерини беше чест гостин во тогашна Македонија и му правеше притисок на поранешниот председател Иванов да му го даде мандатот на Заев да формира влада иако не победи на изборите. Откако Заев доби мандат и го смени името, Могерини беше гарантот од ЕУ дека владата на Заев брзо ќе ги почне преговорите за членство. Море не да ги почне, туку и дека Северната на Заев и Димитров ќе стане членка на ЕУ. Па е неа каде заврши. Ајде па да се изчекаме и за Хан, Ципрас и за домашниве петоколонашчи. Да има правда, да има мир. Како стигнува Заев од толку бизниси да дели совети во СДСМ? Мислел Заев, а многу е помислењето, нели? И му текнало. Венко бе, ке пукаме бомби, ке пукаме без оки. Венко и онака е тука не за политика, туку за да пази оние отсуството и обвинителството што ги имаат под контрола, да не искочи нешто за нив. Зоки и Венко со цел памет мислат дека ова 2015-2016 година па ќе си пукаат некакви бомби, едно пржино и ете ги на власт. Им ги нема сега ни шарените, им снема кеш, а тие без кеш не работат како професионални демонстранти. Филипче ќе ја вика Лаура Ковеши да ја испита корупцијата во Македонија. Знаете која беше Лаура Ковеши? Другарката на Катица Јанева. Штом Катица е другарка, можете да замислите колку доверба влева оваа романка. Откако ја избрка од нејзината земја, ја прибраа оние од Брисел за да биде европска обвинителка. Леле што си бевме големото друштво. Лаура, Катица, Федерика, Зоки и Венко. Све мој до мојега. На кое дередже не донесоа Заев и Филипче во односите со соседите, најдобро опиша премиерот Мицковски во говорот на Конгресот на ВМРО ДПМН. Тој повтори дека не му паѓа на памет да ги внесе бугарите во устав, додека нема сериозни гаранции од оние од ЕУ и почитување на правата на нашинците во Пиринска Македонија. Македонија мора да направи решение кое ќе спречи идни предавства и кое ќе ги исцрта црвените линии, но на начин на кој нема да може некој нов трговец од Горни Милановац или хирург од Дубај да ги прекрши држејќи ја раката на срцето со блага насмевка и гнасни и предавнички намери. Ништо поаред не е ни лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ете тој пред Конгресот на ДУИ, кој може да му биде проштален, среде Скопје ќе организира протест на ветераните на УЧК. Се прашувате каква врска има УЧК со Македонија? Никаква. Но што да прави Али пред пензија? За економија не може да збори, па си вика ајде да пробам со национализам. Тоа може ке пали кај неговите во Зајас и Мала Речица. Ете, пред некое време откри споменик на Скендербек во Кичевско. Јас пак мислев ќе ја отвори новата фабрика за електрични возила, за која ископаа дупка. Баш ми се возеше автомобил Made in Тетово. За крај на овие 5 минути, Цеца Ражнатовиќ конечно го потрефи знамето. По бугарското сега се нагрна со своето. Кој знае како ќе реагираше Светле ако од публика и фрлеа косовско знаме или она на УЧК. Српската мајка тогаш ќе беше албанска и таму има публика. Аркан сигурно ќе се превртуваше во гроб.